Почитувани убави дами, господа, уважени сите до еден. Ви пожелувам од срце добре дојде на оваа посебна и значајна вечер и ви благодарам за тоа што со вашето присуство ја удостоивте оваа ноќ. Не случајно ја избравме почетокот да биде ваков со убав балетски настап од познатиот композитор Чајковски. Сигурно веќе од вас препознаа дека тоа е фрагментот за Спавната убавица и танцот на цвеќето од прекрасната Шекерна Самовила, која што дава една убава порака дека светот, дури ако е заспан, може да го разбуди среќата и љубовта. Им благодарам на овие прекрасни деца што направија вистинска кулминација, кои што на сцена ја донеса учениците од 5-то оделение од основниот балетски одел при ДМБУЦ Илија Николовски и под менторство на професор Слажана Спасеновска. Вечерва сме тука да одбележиме еден голем јубилеј. 3 децении приказна што се пишува со срце, се чита со разум, можеби некој ќе ја доживее со солзи, но ова е раѓање како и секое друго. Раѓање што ако го погледнеме својот папок и папокот на сите наши деца, ќе видиме дека од тука почнал печатот на животот. И вечер имаме печат. Од тука тргна еден живот и една приказна на еден сон, на почетокот може би тифок, ама сон што многумина рекоа дека можеби ќе биде невозможен. Но некој одби да се откаже од својот сон. Затоа сега стоиме тука, затоа што ова не е само јубилеј, туку доказ дека вербата е посилна од сомнежот. 30 години чекори, 30 години борба, дури и тогаш кога било најтешко, се поставува прашањето: што создадовме? Создадовме сцена на која што стојат жени кои што не чекаат дозвола да успеат. Жени што го раскршија молкот, жени кои што отворија вратата не само за себе, туку и за сите други што доаѓаат и го следат нивниот чекор. Лидерки, менаџерки, предприемачки, нивната сила никогаш не била ниту во титулите, ниту во сомнежите. Газеле напред во моментите кога биле силни за сите други. Ете, тие се тој тим, сопруги, мајки, ќерки, пријателки, раце кои градат дом, ум што создава империја, ветерници што носат промени, и оваа приказна растеше од локална идеја до регионален символ. Символ што денес представува чест, признание, историја, Оскар исплетен со животни вистински приказни. Вечерва ја чувствуваме тежината на растењето. 30 години не се само бројка. Тоа е наследство, затоа што вечерва славиме храброст, истрајност помеѓу кариерата, помеѓу домот, помеѓу силата, помеѓу нежноста. Еве, сето тоа се постила како мост кој никогаш нема да се сруши. Оваа вечер е посветена на жени нежни, а жени жестоки. Еден нескротлив круг на моќ и трансформација, затоа што секоја од нив размислува како кралица која не се плаши од неуспех, затоа што за нив неуспехот е уште еден чекор поблизу до величието. Вечерва сведочиме за 30 величенствени дами. Дами кои што своето име и презиме ќе додадат кралици, кои што се растрчани помеѓу домот, носењето деца на училишта градинка, со облекувањето и облекувањето подпетици во трчањето пред состанок, болни плусковци, но сепак насмевка на некоја вечера и коктел, бдење над постела кога е било кој од семејството. Ова се жени планети. Вчера беше денот на планетата Земја, а ние вечерва навистина секоја од нив ќе ги доживееме како посебни планети. Универзумот, затоа што тие, ќе се уверите, имаат собствена и своја оска на движење. Затоа што само жената е дарувана од Бога во себе да создаде живот, да биде штит, закрила, војсководец во секојдневните работни животни битки и на крајот сепак да триумфира. Добре дојдовте на големиот јубилеј, 30 години постоење на избор на најуспешните жени менаџерки.
да ја поканиме моќната жена, визионерка, истрајна и храбра, сценаристка на реални приказни, колекционерка на вистински избор на жени. Жена која сонуваше, но го оствари својот сон. Неуморна, одлучна, исцрта нова историја. Генералната менаџерка на агенција Марели, Лидија Трипуновска. Почитувани дами и господа, почитувана министерке Гордана Димитриевска-Кочовска, почитувана вице-гувернерке Ана Митреска, почитувани гости од регионот, почитувани жени менаџери, драги пријатели и соработници, ми представува огромна чест и задоволство да го отворам 30-тото јубилејно издание на манифестацијата Избор на најуспешни жени менаџери од Република Македонија. Ова е проект кој што представува стожер и сведоштво на развојот на женското менаџерство, но и на развојот на женското лидерство и предприемаштво во нашата земја. Неговите почетоци се пред 3 децении во периодот на транзицијата, кога нашето општество минуваше од еден во друг општествен систем, кога ја градевме постепено пазарната економија и кога беше голема храброст и предизвик да се влезе во приватниот сектор, да се градат приватни компании, и многу малку жени во тој период беа на високи менаџерски челни позиции. Овој проект беше создаден токму за овие храбри и силни жени, за да бидеме нивната поддршка, за да бидеме нивната сатисфакција, но истовремено тоа да биде пример и за сите други жени и за младите генерации кои што доаѓа. Проектот беше во самите почетоци одлично прифатен, ние бевме амбициозни, успеавме уште во првата декада да ги донесеме и нашите сонароднички од диаспората, успешните жени менаџери кои доаѓаа од поразвиени економии, од Шведска, од Канада, од Соединетите Американски држави, и тие беа одличен пример за женското менаџерство што тогаш се создаваше во домашни услови. Проектот растеше и после декада и пол се забележа едно посериозно присуство на жени менаџери од семејните бизниси, кои што со поголема самопочит и самодоверба влегуваа во бизнис водите и паралелно со нив се создаваше уште едно силно јадро на жени менаџери млади личности кои што одлично менаџираа и беа препознаени од странските инвеститори и одбележеа одлични резултати кои што се верификуваа и овде, но и надвор од нашата земја. Тоа создаваше една сериозна база на женското менаџерство. Следниот исчекор беше да ја прошириме оваа манифестација, да излеземе од границите на нашата држава, односно да направиме регионален проект. Така успеавме да ги привлечеме, односно да ги донесеме успешните жени менаџери од Србија, Хрватска, Црна Гора и Косово, кои што беа наградувани во рамките на нашата манифестација, но истовремено со нив развивавме значајни дискусии и дебати за најзначајните економски прашања во тој период, после пандемијата. Зборувавме за енергетиката, прехранбената индустрија, зборувавме за екологијата, за туризмот. Сето ова зборуваше за една сериозна зрелост на женското менаџерство. Овој 3-деценијски проект вечерва го заокружуваме со континуитетот. Зборуваме и наградуваме за континуитетот. 30 жени менаџери за 30 години јубилеј ќе бидат наградени со статуетка Жена водилка за нивното континуирано, долгогодишно, успешно менаџирање и траен придонес кон македонската економија. Да се работи во континуитет е привилегија само на оние кои што имаат јасна цел и визија, кои што градат на цврсти темели, кои што постојано инвестираат во техничко-технолошкиот развој и иновациите, на оние кои што вложуваат во себе и во едукацијата на своите тимови. Сето ова го поседуваат вечерашните лауреатки, кои што се современи менаџери, кои што се исклучителни личности и докажани професионалци.
Тие со право можат да го носат епитетот жена водилка, она што е символика на нашата манифестација, а кое што се огледа во статуетката, која представува всушност фигура на жена со крената рака во која држи факел и го осветлува патот за сите други жени, но и за младите генерации. Вечерва во оваа сала има многу млади луѓе. Јас се радувам што ќе можат и оваа вечер преку видеоматеријалите да се уверат дека жената менаџер е присутна во сите сфери на економијата, дека женското менаџерство не е случајно, дека тоа растело, јакнело и дека денеска представува реална сила и вистинска потпора на домашната економија. Им благодарам од се срце за тоа што ја прифатија оваа покана, заеднички да го одбележиме овој јубилеј и да ја прикажеме силата на женското менаџерство, лидерство и предприемништво во нашата земја. Им посакувам уште многу успеси, добро здравје и уште многу награди и признанија во периодот што следи. Посебно сакам да се заблагодарам на двете исклучителни дами, професионалци, докажани, стручни во своите области. Тоа се нашата почитувана министерка, господја Гордана, и нашата вице-гувернерка, господја Ана, кои не почестија и се вечерва овде со нас да не поддржат и да покажеме колку е всушност силно женското менаџерство во нашата земја. Би сакала во оваа прилика да упатам една порака медиумска до сите жени менаџери кои што биле дел од оваа манифестација. Тоа се преку 300 жени менаџери кои што дале свој придонес со своите инспиративни, успешни приказни за овој проект, но и воопшто за женското менаџерство, лидерство и предприемништво во нашата земја. Сакам да се заблагодарам и на сите помагатели на оваа манифестација, да се заблагодарам на учесниците во документарецот, да се заблагодарам на сите медиуми кои верно не следат и секако од се срце голема благодарност до мојот тим на долгогодишни соработници со кои што ги градиме овие проекти, не само оваа манифестација, ќе го споменам и бизнис каталогот, кој исто така постои 3 децении, тука се и Марели бизнис клуб, Марели бизнис форум, МК проект, телевизискиот проект, тематскиот ден Дамада и секако бизнис порталот на агенција Марели. Се надевам дека оваа манифестација ќе продолжи да живее, да биде охрабрување за жената во бизнисот, но истовремено да овозможи да јакне родовата еднаквост во нашето општество и да јакнат демократските капацитети на нашата држава. Ви благодарам. Почитувана господја Трипуновска, почитувани добитнички на признанијата, почитувани дами и господа. Најпрвин да се заблагодарам за убавите зборови и сето тоа што беше кажано, навистина сте се потрудиле да го најдете од различни извори, но сето тоа е така, тоа е министерката за финансии. Благодарам уште еднаш. Дозволете ми најнапред да изразам искрена благодарност за поканата да бидам дел од оваа значајна јубилејна манифестација 30 години избор на најуспешни жени менаџери. Проект кој 3 децении ја афирмира жената како лидер, како визионер и како двигател на позитивни промени во нашето општество. Вечерва не одбележуваме само еден значаен јубилеј. Вечерва оддаваме признание на жени кои со својата работа, со својата упорност и со својот личен интегритет оставиле траен белег во македонската економија и во развојот на деловната заедница. Секоја успешна жена што стои денес овде е доказ дека високите достигнувања не доаѓаат случајно. Тие се резултат на знаење, постојана надградба, самодоверба, дисциплина, но и на етичност, честност и истрајност. Особено кога станува збор за жена, успехот често има уште подлабока димензија, затоа што за професионалната улога многу често стои и еднакво важната улога да се биде столб на семејството, потпора на најблиските и пример за идните генерации. Токму затоа признанијата што вечерва ги добивате не се само признанија за деловен успех, тие се признанија за храброст да се истрае,
за силата да се води и одговорноста да се отвараат патиштата за оние што доаѓаат после вас. Лично оваа тема мене ми е особено блиска. Јас доаѓам од приватниот сектор, средина во која резултатите секојдневно се мерат, во која довербата се гради со работа, а одговорноста не е формалност, туку начин на функционирање. Таму ги изградив моите професионални вредности, таму научив дека успехот никогаш не е индивидуален, туку е резултат на посветеност, тимска работа и јасна визија. И денес, иако сум на јавна функција, себе си и понатаму се гледам како човек кој привремено ја превзел одговорноста да придонесе во институциите со знаење стекнато токму во реалниот сектор. А кога ќе заврши оваа функција, повторно ќе се вратам таму од каде што доаѓам, во приватниот сектор. Затоа што верувам дека вистинскиот професионален интегритет значи да останете верни на вредностите што ви изградиле. Можеби токму затоа уште повеќе ја разбирам тежината на патот кој што го минуваат жените лидери. Знам дека за секој успех стојат многу тивки одлуки, многу откажувања, но и многу моменти во кои мора да се биде силен, дури и кога никој не ја гледа таа сила. Но исто така знам дека нашата држава има жени кои можат. Има жени кои знаат, има и жени кои водат. Нашата обврска како општество е таа сила да ја препознаеме, да ја поддржиме и да ја направиме да биде повидлива. Особено за младите девојки кои денес треба да видат дека и тука, во нашата земја, може да се создаваат успешни приказни, дека може да се успее со знаење, со труд и со истрајност. Како министерка за финансии сакам јасно да порачам дека поддршката за жените во економијата, предприемништвото и лидерството не е само прашање на еднаквост, тоа е прашање на економски развој. Затоа што секоја успешна жена која создава вредност, создава и посилна економија, посилни компании и посилно општество. Почитувани добитнички, вие вечерва не сте само пример за успех. Вие сте доказ дека лидерството има лице, има сила и има визија. И тоа многу често е женско лице. Ви честитам за признанијата, ви благодарам за вашиот придонес, ви посакувам уште многу нови успеси. И сосем на крај сакам да кажам како министер за финансии, имам женски кабинет што јасно покажува колку е мојата поддршка голема во однос на жените. Така да ви се заблагодарувам уште еднаш и уште еднаш честитки до сите добитнички. Добро вечер. Почитувана министер за финансии, господја Гордана Димитриевска-Кочовска, почитувани домаќини, почитувани представници на бизнис заедницата, гости, драги пријатели. На почетокот дозволите ми да го честитам јубилеот од 3 децении постоење на агенцијата Марили. Обстојувањето и успехот во еден вака долг период несумнено е показател за посветена работа, истреност во градењето на стабилни темели заснувани на доверба, квалитет, професионализам, создавање на трајни партнерства и вредности. Ми представува особено голема чест што во името на Народната банка ја добив оваа прилика да се обратам на денешниот настан. Настан кој што ја вреднува и поддржува улогата на жените во управувањето и ги промовира најуспешните жени менаџери. Знам дека до успехот, а особено на жените, не е ниту лесно, ниту едноставно да се стаса. Тој е обликуван од многу професионални предизвици, многу општествени очекувања од нас, но и многу лични избори. А успехот не се мери само преку постигнатите резултати, туку и преку истрајноста, способноста да балансираме во нашите различни улоги и да ги надминаме бариерите, кои често не се видливи, меѓутоа се присутни. И ќе ми простите и ќе ми дозволите овој прекрасен, свечен, оскаровски амбиент малку да го оптоварам со податоци и бројки, бидејќи сакам да покажам дека и покрај нашата видлива економска и општествена еманципација се уште постојат пречки и бариери и се уште постои простор за подобрување. Би се осврнала сосема накуса на последните податоци
за глобалните родови диспаритети. Тие покажуваат дека има напредок во родовата еднаквост, меѓутоа се одвива со многу бавно и неравномерно темпо. На глобално ниво, родовиот јас помеѓу мажите и жените е некаде околу 1/3. Или ова се податоци кои што покажуваат дека ако продолжиме со вакво темпо да се движиме едни кон други, ќе ни бидат потребни околу 120 години за да постигнеме целосен паритет. Уште повеќе податоците покажуваат дека учеството на жените на пазарот на труд, иако расте, се уште е релативно мало. Околу 40% од женскиот потенцијал е употребен на пазарот на труд. Учеството на жените на највисоките раководни позиции изнесува само околу 1/3, дури и во глобални рамки. Ова покажува дека една многу битна димензија, тоа е димензијата на економско учество на жените, се уште останува слаба карика. Нов предизвик за родовата еднаквост на пазарот на труд може да биде и забрзаното навлегување на вештачката интелигенција. Најновите проценки покажуваат дека дури 75% од работните места на жените се во занимања кои што имаат висока изложеност на вештачка интелигенција. Тоа не значи дека овие наши работни места ќе исчезнат, меѓутоа ќе бидат предмет на голема трансформација и повторно ќе представуваат голем предизвик и за жените и за родовите диспаритети. Каде сме ние како земја позиционирани на оваа глобална мапа? Нашата земја е рангирана на 90-то место од вкупно 148 земји. Но на што загрижува е дека во однос на економската димензија рейтингот ни е многу понеповолен. Се наоѓаме на 119-то место. Неповолно е рангирањето во однос на проценитиот за работен доход, во однос на разликите во примањата за исто работно место помеѓу и мажите и жените, кои што изнесува 12%, но уште поважно расте, а исто така загрижувачка и разликата во стапката на учество на пазарот на труд, која што кај мажите во оваа земја е поголема за 80% поени во однос на жените. А ние имаме многу солидна основа за висока родова инклузија, затоа што во оваа земја жените доминираат во однос на завршувањето на високото образование и речи се да нема диспаритети во однос на нашата дигитална писменост. Вашиот индивидуален успех, верувајте, кој со право е препознаен и вреднуван, е многу повеќе од лично достигнување. Тоа е инспирација за сите нас и мотивација со нашето знаење, со нашата истреност, со нашата визија да ја зајакнеме улогата во општествените процеси и да го направиме ово општество подобро за сите. Ви благодарам на вниманието. Пред да го видиме првиот видеоматеријал, ќе кажам само таа е префинета дама, вешта во комуникациите, менаџирањето и секогаш ќе ве пречека со една љубозна насмевка. Тимоска, собственичка и извршна директорка DoubleTree by Hilton Skopje. Ќе видиме наредната видеосторија. Таа има едно навистина преубаво име. Амбициозна е, успешна, одлична. Магистер Јаглика Јорданова Андриевска, управувачки партнер во РСМ Македонија Скопје. Честитки. Одиме со третата приказна. Кога станува збор за осигурувањето, таа навистина ги има сите одговори. Александра Шкембијантовска, генерална директорка Сига Life Insurance Group Македонија. Честитки за посветеноста. Одиме со четвртата видеосторија. Се што треба да знаете за интернационалната картичка и негативниот систем, ќе видите
во наредните неколку минути, но секако дека тоа ќе биде закитено и со успехот на оваа дама. Филомена Пљаковска-Аспровска, главна извршна менаџерка Интернационален картички систем АД Скопје Касис. Честитки за вас. И веќе сме подготвени да ја слушнете следната видеосторија, 2 децении успешна работа во лабораторија, биохемија и медицинска диагностика. Верува во себе и во својот тим Наташа Паунова-Блажевска, собственичка и генерална менаџерка, ЛНТ Диагностик ДО Скопје. Честитки, Наташа, а ние ќе го проследиме наредниот видеоматеријал. Технолошко-индустријски развој на зона тип и на сцената ќе се качи за малку откако ќе го видиме филмот уште една успешна и прекрасна дама. Уште една моќна жена, магистар Ѓула Исалиевска Гештаковска, управителка и генерална менаџерка Кондево МК-Дуел Штип. Честитки за наградата и признанието. Пред да го видиме наредното видео, само мала најава. Кога ќе ја видите, ќе видите колку е нежна, грацилна, а секогаш има манири како принцеза. А всушност е многу стручна, посветена, храбра. Убаво и прилегаше кина, ама мислам дека оваа сцена уште повеќе и прилега. Дами и господа, доктор Жанина Петрова Грајч, хирург-офталмолог, пособственичка и менаџерка на ПЗО Центар за очи Визија Скопје. Честитки, доктор Жанина. Прекрасно изгледате како и секогаш, како и сите лауреатки вечерва. А ние одиме со уште една видеоприказна. Уште една успешна дама во областа на осигурувањето и во приказната ќе каже за незината соработка, за верба во тимот, но се разбира и за регионалните успеси. Еве прекрасна, успешна приказна благодарение на Мелита Гогуловска, генерална директорка Сава осигурување АД Скопје. Честитки за оваа наша драга лауреатка. И одиме со најавата на наредната. Таа е омилена кај сите своји генерации. Спокојна, речита, мила, со топла и единствена насмевка. Меѓутоа, единствена и во својата област. И како што реков, обожавана од сите перфекционист, доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог, собственичка и генерална менаџерка ПЗУ доктор Горица Скопје. Честитки, доктор Горица. Продолжите со вашата успешна мисија, а ние продолжуваме со нашиот нов видеоматеријал. Ке видите на сцена уште еден прекрасен лик, амбициозна, расположена секогаш за совети и дава врвни резултати. На сцена ја покануваме доцент доктор Тања Дејановска, председател на Комората за приватно здравство на Македонија, собственичка и генерална менаџерка на Dental International, професор доктор Дејановски. Уште една статуетка во незините раце. Момент за фотографија и момент да ја најавиме нашата следна видеосторија. Ке видите една енергична, како ракета дама, модерна, современа, сака да подарува, а незината приказна е приказна за комплетно реализирана жена. Прекрасна порака од секогаш отмената и харизматична магистер Дафинка Ивановска, адвокат, Рубинов директор во ТИАНД и извршна менаџерка во Revital Cosmetics Скопје. Не е
прво ова признание, но е прва ваква прекрасна статуетка кај прекрасна дама. Одиме со наредната приказна. Умее да инспирира, да помогне, да разјасни што е тоа коучинг и верувајте, многу совети и пораки за успешност на тимот и собствениот резултат. Дама со посебна енергија и префинет стил, магистер Ирина Јакимова, собственичка и менаџерка во Inspiring Coaching Скопје. И проследиме уште една многу инспиративна приказна, како што практично и таа е многу инспиративна, темелна, модел за вистински вредности, доблесна, достапна, оригинална и може да научиме се за медиацијата. Дами и господа, доктор Јелисавета Ѓоргиева Јовевска, подпредседателка на Стопанска комора на Македонија. Има што да научиме од нашите дами, колку што и таа возбудена, уште повеќе мислам дека е возбудена и малата Бојана. Поздрав и до сите представници од семејствата на лауреатите. Еве сега одиме со уште една приказна. Приказната ќе не насочи на една убава умешност од областа на финансиите, управувањето, менаџирањето, но предпоставувам дека ќе уживаме и во убавините на нашиот бисер, Охрид. И уште една успешна приказна за себе и за сите нас. Магистер Ангела Јелакос, како собственичка и генерална менаџерка во АСП Консалтинг Охрид и финансов менаџер на АСП пак Охрид. Честитки! Продолжете со вашиот успех, а ние продолжуваме со уште една видеосторија. Ке влеземе во еден прекрасен свет на бои, безгрижност, дружење, насмевки, кампови, создавање скапоцени, едукативни моменти од една млада дама. Уште една порака дека да се бидеш помеѓу светот на децата, значи секојдневно да добиваш комплименти и круна. Билјана Караманолевска, собственичка и генерална менаџерка, Светот на колоре, Скопје. Честитки, Билјана. А сега во овој момент на сцената ќе поканам две прекрасни дами да се заблагодарат во име на агенција Марели и во свое лично име на менторката на сите досегашни 15 лауреатки и на оние идните кои што ќе излезат на сцена. Станува збор за камерно дуо Ада Богоевска виолончело и Ана Манчева пијано. Следиме Прелидиум, опус 28, број 4 во Емол од Фредерик Шопен, под менторство на прекрасната професорка Даница Стојанова. Додека ги видиме да се покачат на сцена, јас би сакала само да кажам, Ада и Ана нижат успеси во Македонија, но и на меѓународно ниво. Ада имаше успешен настап во салата Бехштайн, Лондон, а Ана утре заминува на меѓународен надпревар во Бугарија.
Наредната приказна зборува за жена која што дава сигурност, располага со бројни вештини, едуцирана, амбициозна, а најмногу вешта во своите комуникации. Колку убава подршка и колку убава порака испрати магистар Ленче Карпузовска, менаџер за комуникации ЕВН Македонија. Една прекрасна статуетка во вистински радзе и се разбира една фотографија за спомен. А ние во очекување да ја видиме наредната приказна. Таа е модерна, современа, носи важни бизнис одлуки и идеи, огледало на модерното, но и поврзување со светот. Многу посветена и навистина погрижена за семејството. Вечерва сведочиме и за многу уметност и таленти на нашите вечерашни дами. На стената гледаме магистар Марија Костуранова, собственичка и генерална менаџерка на Диоптри Оптики Скопје. Наредната сторија вели дека таа е присутна 24/7 за своите клиенти. Кога станува збор за кредитите, таа вели ги има одговорите за сите, и за ратите, и за условите за кредитирање. Ја покануваме на сцена Билјана Мишич, извршна директорка во ЮТЕ Македонија. Мора да кажеме дека навистина се прекрасни статуетките, исто како и нашите лауреатки. Вечерва следиме уште една успешна приказна. Таа е жена која што одамна ги скрши стереотипите за тоа како изгледа жена на фарма, за тоа како изгледа жена на лозија, присутна во светот на многу светски конгреси, на многу семинари, една светла точка која што тие сами вели модерната жена може да биде современа, на фарма, во лозија, на секаде. Ти благодарам што си толку добар пример. На сцената ја гледаме Васка Мојсовска, собственичка и генерална менаџерка Агрокалем Тимјаник Неготино. Следува приказна за една успешна дама, визионерка, која што и на медиумите секогаш поставува пуште едно скалило на голем успех и навреднување. Имаше една убава кампања, мојата нова адреса е, јас само ќе додадам кралица на архитектурата, модните реви и една посебна вертикала со духовноста. Секогаш, навистина секогаш со уникатни идеи, се присутна Елена Пандева, собственичка и генерална менаџерка Елена Лука Групација Скопје. Честитки, Елена, за тебе и за твојот тим. Полека го освојуваме светот преку твоите брендови, а ние одиме со уште една убава приказна. Извонредна дама, се грижи за човечките ресурси, важна карика за секој успех ако имаш добра организација и отворена врата кон секого. Така е, лидерството е важна работа, уште побаво и кога убавите зборови доаѓаат од собствениот тим. Магистер Марија Партеклиска, менаџер во оделот за човечки ресурси ЕАМ Дел Штип. Честитки, момент за фотографија. Многу успеси понатаму. Марија, ние одиме со уште една приказна. Ќе видите една жена во светот на многу машки професори. Во почетокот можеби би рекла две во едно, ама откако поблиско ја познав, велам се во едно. Ќе проследите една силна, убава приказна. Во нивниот дом се славеа две родендени, а вечер ќе славиме статуетка. Така е, не за ништо не може да ја скрши магистер Даниела Перкановска, собственичка и генерална менаџерка Автоконтрол сервис Прелет.
благодарност од незините ќерки и тимот што го продолжува споменот на незиниот супруг. Многу успеси понатаму, Даниела. Имам исто така многу атрактивна приказна. Можеше да биде лекар и тоа да биде успешен лекар, но ги сакаше компјутерите, а потоа се влюби во вештачката интелигенција. Ќе видите на многу панел дискусии, ќе видите како умилен лик на медиумите, ќе видите како мисионер во последно време да се вратат децата од диаспората. Ова е нашата нескротлива река, омилена во дипломатијата. Анета Антова Пешева, почесен конзул на Канада во Македонија, собственичка и генерална менаџерка на групација на компании Ултраунет Скопје. И секогаш дава убави совети и подршка за младите овде во Македонија и како што ќе речам, мост за обединување и враќање на сите успешни деца кои што ни се послани низ светот. И сега уште една приказна, свет од доменот на фармацијата. Ќе видите една жена која што е полна со идеи, која што има инспиративна и успешна нова приказна. Убава семејна приказна на сцената ја гледаме Весна Ставрова, председателка на фармацевската комора, собственичка и генерална менаџерка на ПЗО аптека Сара Фарм Скопје. Многу успех, Весна, и за вас. Се намалуваат статуестките, ама не се намалува убавината во видеоматеријалите кои што следат. Наред е уште еден видеоматеријал кој што ќе не однесе малку низ убавиот мирисен широк сокак во Битола и повторно во доменот на фармацијата. Тоа е незиниот свет, а тимот исто така е незина голема поддршка како што е и семејството. Честитки за магистер Татјана Стериева, специјалист фармацевт, собственичка и генерална менаџерка на Еврофарм Битола. И сега од Битола ќе пропатуваме малку до Прилеп и ќе видите што значи столб на еден голем комбинат. Успешност гледа во организацијата своја, но се разбира и на тимот, кои што даваат силни резултати. Уште една моќна жена, доктор Василка Салевска Трајкова, менаџер за корпоративни прашања, Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп, ДО Скопје. Една фотографија за спомен пред да преминеме на следната видео приказна. Приказната е наменета за една атрактивна, модерна жена која што навистина има стил и умее со сите. Раковеди и менаџира со вистинска леснотија. Учиме од оние што се успешни и што не се откажуваат. Викторија Шотаровска Трајкова, генерална директорка на ПИКО Македонија. Еве уште едно засилување заедно со својата наследничка. Додека ја прима статуетката, да се заблагодариме и на сите ќерки и синови кои што се разбира и сопрузи кои што вечерва ги следат своите лауреатки. Да, еве некој кој што ќе наследи мама. Одиме сега во еден поинаков свет. Во секое време таа е подготвена да биде добар организатор, но и да ги организира сите околу себе, целиот тим. Подава рака и е многу одговорна. Секогаш ќе ве пречека и ќе ве испрати со насмевка Елида Трајковска, кособственичка и генерална менаџерка Hausmeister Facility Скопје. Честитки, Елида. Убаво приличи статуетката, убава фотографија. И се разбира, одиме во уште една 29-та приказна. Таа е носител на одговорни функции, одговорна, доблесна, решителна, моќна. Уште една
убава, успешно приказна. Прекрасна порака, така расте општеството во целина. Магистер Златица Цивкаровски, член на управен одбор, Шпарка се банка, АД Скопје. Честитки за вашата посветеност, многу успех личен и на вашиот тим. И одиме со последната приказна, се разбира, претходно бакнеш до сите. Оваа дама е се присутна, постојано е присутна со нас, постојано приказна за важни настани, одмерена, полна со знаење, не е секојдневна, бидејќи споделува совети и располага со прекрасна ведрина. Прекрасната магистер Ксенија Чаминска, собственичка и генерална менаџерка, Професионал акаунт Скопје. Секогаш елегантна и, како што реков, поддржувач на сите жени и се разбира на нашата убава манифестација избор за жени менаџери.